Благодарам, председателе, почитувана министерка, почитувани колеги пратеници, почитувани граѓани на Република Македонија. Денес имаме за разгледување измени на Законот за социјална заштита во врска со личната асистенција, како што најави и министерката. Услугата лична асистенција досега опфаќаше индивидуална помош и поддршка за лица од 18 до 65 годишна возраст, а сега со новиот предлог закон таа граница се намалува и услугата може да ја користат и деца од 6 години до возрастни на 65 години. Според законот целта е да овозможи лична асистенција и на деца од 6 годишна возраст кои се со намален функционален капацитет, да им се овозможи индивидуална помош и поддршка во нивното обавување на секојдневните активности, пристап до образовните институции, до центрите за рехабилитација и нивно вклучување во заедницата. Со овие измени сепак нема да се решат проблемите на сите категории на деца со попреченост, затоа што сепак нема измени на членот 76. Согласно членот 76, како што рече и министерката, опфаќаат само лична асистенција да користат само децата со потешка и најтешка попреченост и потполно слепите лица. Но тука се поставува прашањето што со другите деца, со децата со Даунов синдром, со децата со комбинирани пречки, со лица со аутизам, со оштетен слух. Знаеме дека и овие категории на деца се вклучени во образовниот процес. Дел користат центри за рехабилитација, а сите тие сакат да бидат подеднакво вклучени во заедницата. Според Државниот завод за статистика, прегледот на малолетни корисници на социјална заштита за 2020 година евидентирани се 266 деца со оштетен слух, 879 телесни инвалиди, 1272 деца со пречки во менталниот развој, 127 деца со аутизам, 950 деца со комбинирани пречки во развојот. Значи за 2020 година има вкупно евидентирани 3494 деца со попреченост. А во предлог измените на Законот за социјалната заштита се очекува само околу 200 деца да бидат опфатени со ова лична асистенција. Затоа во однос на претходните податоци кои ги наведов имам две прашања. Дали се направи некоја анализа за да се добие оваа бројка на деца кои што ќе користат лична асистенција, затоа што согласно законот се вели дека само 200 деца ќе користат личен асистент, и дали наодот и мислењето од лекарската комисија според кои се категоризирани ќе бидат доволни за да добијат овие деца личен асистент. Затоа што вака како што е наведено во членот 76, право на користење, како што реков, имаат само лицата со потешка и најтешка попреченост и лицата со потполно слепите лица. Ова прашање го поставувам затоа што до мене се обрати татко, слепо лице, кој исто така има ќерка, наследено исто така со болеста слепо лице, се обрати и ме запраша дали и тие лица ќе бидат опфатени. Затоа што неговата ќерка е категоризирана во категорија практично слепо лице. Затоа што и јас не ги знам сите категории на лица, го запрашав што значи тоа практично слепо лице. Тој ми кажа дека тоа е малку помал процент на оштетување на видот, односно не слепо лице, току 95% оштетување на видот. Девојчето посетува училиште, има проблеми само да оди на училиште и има голема потреба од користење на личен асистент, меѓутоа со овие измени на законот ова дете со 95% нема да го следува нема да иследува право на користење на личен асистент. Знаеме од претходните години исто така колку проблеми и незадоволства имаше кај родителите кои имаат деца со попреченост, кои посетуваа училиште, а не можеа да добијат личен асистент. Исто така ова го дознав од извештајот на Народниот правобранител,
затоа што бројни представки до него беа доставени од родители на деца со попреченост и Сдруженија на граѓани, кои поднеле представки во име на овие родители на деца со попреченост, а кои се однесувале на неможноста да обезбедат асистент, зборувам за наставата, во училиштата во Република Македонија. Како што рече и министерката спомна, оваа услуга порано се добивала преку програмата за развој на Обединети нации во соработка со Агенција за вработување и општините, кои преку програмата за општо корисна работа ги активирале невработените лица со цел истите да се вклучат на проектот за обезбедување на социјални услуги во заедницата. Но со оваа програма не можело да се обезбедат доволен број асистенти за сите деца со попреченост во училиштата низ државата, поради што и се јавувале овие незадоволства кај родителите. И тогаш родителите немале јасен одговор и образложение од страна на општините по кои критериуми се избираат учениците, па останува нејасно како и под кои услови некои добивале асистент, а некои не добивале асистент. Ова го зборувам затоа што да не настане истиот проблем и со овој предлог закон, затоа што се предвидува само користење на 200 деца. А видовме колкава е бројката на вкупно деца со попреченост за 2020 година, односно 3494. Понатаму во измените на предлог законот предвидени се средства во висина од 21.408.000 денари од буџетот на Република Македонија, но нема објаснување зашто ќе бидат искористени овие средства. Дали со овие средства ќе бидат платени асистентите или за нешто друго. Ние како пратеничка група секако дека ќе ги поддржиме овие измени на законот, но и ќе настојуваме негово усовршување, се со цел да се задоволат потребите на децата кои имаат најмногу потреба од личен асистент. Тука сакам да го спомнам и законот, покрај законот за социјална заштита и законот за основно образование кој е усвоен во август 2019 година, исто така гарантира вклученост на сите деца во редовните училишта, еднакви можности, прилагодени програми за секое дете со посебни образовни потреби и асистенти. Законот наведува дека за поддршка на учениците со попреченост основното училиште обезбедува образовен асистент, личен асистент, соодветна стручна поддршка од Центар за поддршка на учењето, инклузивен тим и асистивна технологија. Понатаму се вели во законот дека асистентите се вработуваат на определено време од страна на училиштата, а парите за нив се обезбедуваат од буџетот на Министерство за образование. Но иако е предвидено во Законот за образование, во пракса се уште не функционира ово обезбедување на асистенти преку Министерство за образование. Овде исто така станува нејасно кое министерство каков асистент ќе обезбеди, затоа што во Законот за образование стојат двата термини: образовен асистент, личен асистент. Значи, двата термини се ги има во законот. Логично е, според мене, согласно измените на Законот за социјална заштита, Министерство за труд и социјална политика треба да обезбедува лични асистенти, кои треба да се грижат за децата со посебни потреби надвор од училиштето и образовни асистенти, кои всушност треба да ги обезбеди Министерството за образование, кои треба да се грижат и да им помагаат на децата со посебни потреби на часовите во училиштето, а не да се мешаат овие термини помеѓу Министерство за труд и социјална политика и Министерство за образование. Сметам дека треба добро да се прецизираат надлежностите на министерствата, кои и какви асистенти ќе ангажира, за да не дојде до повторно разочарување кај родителите кои имаат деца со попреченост. Благодарам.